Пешева, вие сте долги години присутна во бизнис заедницата и во приватниот сектор, па може ли еве со публиката, со јавноста, со сите присутни овде да ни споделите колку имаме дами на менаџерски позиции и дали се менуваат трендовите низ годиниве? Благодарам. Јас најпрво да се заблагодарам и навистина сум изненадена од ваквата организација на едно вакво високо ниво. Да го поздравам и ректорот и сите овдека професорки и деканки и целата оваа публика што е дојдена. Јас да ви кажам сум една специфична професија која што сум ја почнала да кажем и малку нерамноправно, бидејќи тогаш на електротехнички факултет пред многу години бевме само неколку девојки. Но мислам дека успеав да се изборам апсолутно да добијам рамноправност во мојата професија. Сега кога зборуваме за менаџерите, кога би зборувала јас од страна на мојот бизнес, значи IT секторот, тука воопшто нема никаква разлика. Знаете, се бара инженер или инженерка повеќе во државата. Така да мислам дека рамноправноста тука е апсолутно застапена. Сега имаме ние некои барања кои што уште подобро ќе подобрат положбата на жената, особено на тие кои што се бават во IT бизнисот, да кажеме да се воведе во законот за работни односи работа од дома, кој што е многу потребен, бидејќи тие може да програмираат и да работат на далечина. Исто така, мислам дека во менаџерските позиции, во однос на финансиските институции, мислам дека да, таму преовладуваат жените. И се жени на менаџерски позиции. Јас повеќе мислам дека повеќе во политиката не се застапени жените. Тука некако и со заедно со квотите и се тоа што сушност се применува за да дојде жената на едно ниво, тешко ги добиваат лидерските позиции. Менаџерските ќе ги добијат, али лидерските никогаш. Кога ќе видите за клучните работи во државата, значи за многу суштенствени работи за државата, секогаш таму се седнати само мажи. И мислам дека тука е таа една работа која што треба да се промени, бидејќи жените можат, еве и докажани се, еве овдека имаме ние директорки кои што се докажале дека може да ја водат многу успешно работата. Затоа ни предстои тој еден пат каде што жените ќе ги заземат и лидерските. Лидер не може да биде секој, да се разбереме. Мислам, тоа лидерство јас не верувам дека може да се научи, или го имате тоа или го немате, ама има доста јас жени кои што ги познавам и она што го рече ректорот, вака кога ќе одат, гледате во нив. И тоа е во суштина тоа што ние треба да се избориме. Ние жените некако сами сме се криви, да знаете, за оваа позиција во која што се наоѓаме, иако ние како држава доста сме подобри дури да кажеме од една Америка и од други поразвиени економски држави. Тоа е веројатно рецидив од социјализмот, каде што жената беше апсолутно рамноправна со мажот, и тоа апсолутно и во балканските држави е така. Но сепак највеќе што треба да работиме, и затоа ги поддржувам овие форуми, конференции, да се чуе гласот, за да жените добијат самодоверба. Кај жените јас секогаш тоа го гледам, и таа една работа многу ми смета. Жената може да биде подобра во училиште, да биде повредна, таа работи 3 работи, и домашни, и деца, и на работа, и повеќе школа завршува и се, ама секогаш кога ќе треба некој го спомна да седне на главната маса, некако се прашува, чекај сега јас дали, еве сега имав еден случај на нова некоја директорка, тука зборувавме со една пријателка, и чекај сега јас дали ќе успеам да се дадам на задачата, дали? Знаете, мажот одма веднаш ќе каже, јас сум роден за ова, а кај жените има таа една задршка во која што јас морам да бидам многу добра, морам многу подобра да бидам за да можам да го постигнам тоа. Така да на самодовербата треба жените да работат, особено младите, кај младите.
Јас сум и ментор за млади девојки, бидејќи имам една теорија дека жените не може да бидат рамноправни со мажите ако немаат финансиска независност. Значи, ние можеме да си правиме вакви конференции колку сакате, ако жените не одберат професија и не работат активно да се едуцираат и да добијат сериозна работа, ние не можеме да бидеме рамноправни. Тука, значи, има еден момент и каде што јас највеќе работам како ментор, дури и во основните училишта и по разни проекти странски, да ги упатувам младите девојки да одат во IT секторот, бидејќи IT секторот е најплатен и тука најлесно рамноправноста ќе си ја обезбедат. Со менторството има на претходниот форум, јас многу се сложувам со тоа бидејќи и сум во таа работа, менторството не треба да биде само како еве јас сум постигнала нешто и сега јас ќе раскажувам на помлади луѓе. Кај мене менторството секогаш било во животот дека од другата страна сум имала млада девојка, млад човек, од кој што јас сум научила. Значи менторството треба да биде взаемно, апсолутно, не, да, а не тоа да биде као ја предавам нешто и они не ме слушаат. Не, менторството мора да се прилагоди и според, али да не должам бидејќи да, во следната дискусија ви благодарам за ова излагање. Господја Пешева, ги слушнавме сите дискусии, може ли сепак да заклучиме дека во нашето општество се уште постои непишано правило каде добрите менаџерски позиции се резервирани за мажите? Па да, во принцип да. И мислам дека тука треба да се поработи на таа работа, особено ние жените треба да поработиме на докажување и на кажување дека навистина компаниите и фирмите може да бидат водени, ако се водени од жена, многу подобро ќе работат. Јас сум менаџер веќе 33 години, така да од таа гледна точка беше сега е многу полесно. Не знаете што беше тоа во 90-тите години кога беше уште Југославија, па социјализам, па Анте Марковиќ кога го даде тој закон за приватни предпријатија, 90 у јануар сум ја регистрирала фирмата и станав директор. И што да ви кажам, носев и во сок налози и чистев и пишував и на крај инспекција од управа која ми дојде првата година, мислам дека ќе умрам. Али работата е тоа што треба да се охрабрите. И мојот пример, иако тогаш немаше ни некакви специјални тренинзи, немаше, само знаев дека не сакам да работам во државна служба. Тоа ми беше апсолутно јасно и така да некако ги поведов моите партнери кои што беа мажи и беа многу успешни на универзитетот и се. Јас бев иницијаторот да почнеме приватно. Иако во тоа време, знаете колку, и моите родители, мајка ми во Уставен суд, татко ми директор на болница, знаете колку беа љути. Он вика, како електроинженер, приватњак сега ќе стануваш. И тоа беше нешто незамисливо. Али ете се покажа дека таа одлука храбра моја тогаш, успеа. Менаџерството сега веќе има и школи за тоа и се. Ние сме го учеле тоа на живо. Како да кажам, сме со примери, со негативни, со позитивни, така сме стигнале до тоа. Во секој случај, јас мислам дека жените подобро ги водат фирмите. Имаат прво интуиција, второ, жената многу тешко влегува во криминални води, да знаете. Не мора да е само криминални. Кај мажите јас го гледам тоа, да они и кога честно се работи работата, секогаш би запловиле у нешто непознато, па макар тоа после тоа изгубиле и пари и се. Кај жените се постабилни, како што го водат домакинството, куќата, каде што имаат свој ред еден, така се и на работата. И затоа мислам дека треба многу да се бориме да повеќе жени има на клучни менаџерски позиции. И се надевам дека тоа ќе биде. Знаете, во политиката исто така и сега со градоначалниците. Гледајте, па нели е срамота од 82 градоначалници 2 жени само да има. За мене тоа е неверојатно нешто. Да, има квоти, ама жените најдоле не влегле после. Значи, тука треба да се направи некоја проценка, варијанта и еве вака сериозни јаки жени како
две господи овдека што се од нели таа страна на државна служба да тамо чукнат на масата и да кажат чекайте не може веќе ова вака. Благодарам. Се согласувам, како што и рече во претходната дискусија госпоѓа Пешева, ние жените пред било што да преземеме, анализираме, прецизно размислуваме на долги патишта каде таа одлука ќе не донесе, па дали во оваа дискусија може да сумираме дали и какви вештини треба да поседува една жена лидер. Најпрво треба да се, како да кажам, да се одлепи од стереотипите. И тоа е многу важно за успехот. Ако одите по стереотипите и кој се околу мене кажал, не кажал, тоа не води кон нешто добро. Не може сите да ги задоволите вие, сите барања, сите желби на луѓето околу вас. Јас би сакала една работа да споменам, бидејќи јас имам две деца големи, кои што не се ни тука веќе. Таа една, како да кажам, определба на жените обично, кои што мислат дека не може да водат бизнис заради тоа што ќе испуштат нешто во воспитување на децата или времето со нив кое што е поминато. Јас бидејќи сум постара од сите овде, сакам да ви кажам, не е тоа точно. Јас мојата компанија беше прва и ја гледав како првото дете мое. Потоа се роди ќерката, па синот. Значи јас цело време рамноправно сум ги тие работи третирала, никако не било едното не го косело другото. Втори работа да ви кажам дека децата брзо си растат. Ке си израснат тие на 16, 17, веќе некјат ни на телефона да ви се јават, мислам сега посебено овие времења каде што нели со интернет многу информации има, ќе одат и на факултет и веќе тоа е завршена приказна. Затоа мислам дека уште од млади жените треба да го знаат ова, некој да им го каже и да не се предаваат на тоа, чекај сега јас семејството, затоа нема да влезам во бизнисот или нема да фатам некоја позиција. Тоа е многу погрешна една, да кажем, една мисла, особено кај жените. И тука да сега, нормално е дека мажот тука може да влијае, ама ако вие сакате бизниса, тој не ви дава, не сте требале да го земате. Мислам, тука... Така да, мислам дека тука јас сакам да ги охрабрам сите млади да знаат, тоа е толку многу кратко со децата и толку тоа многу кратко трае, да вие ништо, само својот живот ќе го изгубите. А децата ќе си тераат и ви кажувам дека нема многу да им биде гајле. Благодарам. Господја